Добар ден. Ми се чини дека ова се минути за парламентарниот и политичкиот живот во Македонија директно поврзани со ефикасноста и ефективноста на законодавниот дом. Откако Иџет Меджити се врати во парламентот, изгледа дека дуи се пополни и дека нема веќе потреба од посебни шпекулативни назнаки дека парламентот е закочен комплетно. Се разбира, на почеток се минутите за Весна Велкова и незиниот соговорник Дарко Костовски од ВМРО ДПМН и веројатно и оттаму ќе побараме одговор дали ВМРО ДПМН верува во парламентарното мнозинство на владеечката коалиција. Весна, повели. Така е, Чумовски, со мене е Костовски. Ова утро во собраниски брифинг, како што рече и ти, ќе побараме одговори на тоа прашање, но нашиот разговор ќе го почнеме со вчерашната седница на која беше законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Оттаму произлезе така една тема, затоа што на оваа седница се слушна онаа предизборна реторика со меѓусебни обвинувања кој повеќе ги задолжил општините. Добро утро, Костовски. Добро утро. Веќе имаме кратка најава за вашето гостување денеска. Првото прашање ќе ми биде како што веќе слушна. Ја слушнавме онаа предизборна реторика на вчерашната седница, меѓусебни обвинувања, но слушнавме и едно тврдење на пратениците на еден пратеник од редовите на СДСМ дека ВМРО ДПМН неофицијално ја започнале кампањата за локалните избори и дека веќе биле презентирани дел од кандидатите. Што се случува на оваа тема? Знаете како, на македонска политичка сцена веќе стана вообичаено најчесто што ќе кажат од редовите на СДСМ да не е вистина, па така и овој пат станува збор за, би рекол, лага која што е лесно проверлива. ВМРО ДПМН ги нема истакнато се уште своите кандидати за градоначалници. Костовски, но еве година на локални избори сме. Така е. Докаде е целата оваа постапка во партијата, ако е ова лага, сигурно се подготвувате веќе? Апсолутно, да. Тоа е веќе друго прашање. Оно што е важно, што би сакал да го истакнам во однос на ова прашање, тоа дека ВМРО ДПМН во минатото беше фронтмен по однос на начините како се стига до одредена позиција, особено јавна позиција. Едно од најповажните се и кандидати за градоначалници, меѓутоа исто така и за пратеници, но сега што е актуелно, тоа се локалните избори, кандидати за градоначалници. Веќе тој начин е прифатен од повеќе политички партии, меѓутоа ВМРО беше фронтмен. Тоа е начин на кој што се мерат рейтинзи на одредени личности, потенцијални кандидати и практично оној кој што е најдобар во својата средина, оној кој што граѓаните го перцепираат како можен најдобар иден кандидат за градоначалник, најчесто тој ја добива довербата и практично тој е кандидат на ВМРО ДПМН. Тоа е доволен показател дека ВМРО ДПМН е народна партија, постојано во комуникација со народите, некогаш директно со народот, некогаш директно, некогаш индиректно, меѓутоа практично народот самиот преку овој метод самиот си го избира својот кандидатот за градоначалник од ВМРО ДПМН. Така да во оваа фаза само би сакал да напоменам дека течат анкети, во една жестока динамика баш во овој период сега и секако дека благовремено ќе бидете известени кои ќе бидат кандидатите за градоначалници. Костовски, имаме ли жени градоначалници? Јас се надевам и искрено сметам дека тоа е една предност на политичката сцена, доколку имаме особено кандидати за градоначалници жени. Нели таму нема квоти задолжителни, како што е случај во советите или во парламентарниот состав. Меѓутоа јас се надевам дека ќе има и јас не би ги делел на жени и на мажи политичките чинители, туку на квалитетни и на неквалитетни. Искрено се надевам дека ќе има. Така е, се надеваме дека овој пат имаме и жени градоначалници. Би било добро. Сега засега имаме само 2 месечни градоначалници. Па да, во минатото немало некоја пракса, тоа е генерална политичка пракса во Македонија и се надевам дека ќе се менува со тек на време. Вчера владачкото мнозинство демонстрираше единство овде во собранието, се одржаа седници, продолжување на 4 седници. Верувате ли во тоа мнозинство? Знаете како, не е проблемот јас дали верувам или не, проблемот е тие самите што не веруваат во тоа мнозинство. Оно што би сакал да го истакнам на оваа тема е, знаете, веќе јавноста знае дека станува збор за крев кон мнозинство и така натаму.
имаат нешто над 60, што е многу малце, особено за млада демократија како Македонија, каде што знаете како еден или двајца да излезат од тоа мнозинство, владата паѓа. Што тоа значи? Тоа значи дека сме подлежни, тоест владата, мнозинството е подлежно на уцени, тие постојано меѓу себе се уценуваат, јас сум убеден во тоа, и во таа смисла државата е заложник на некои си уцени кои што доаѓаат од моментот на тесно партиски интереси, па некогаш и лични интереси, што е голем проблем. Но она што исто така важно, што го истакнува ВМРО-ДПМН во последниот период, председателот Мицковски, некој од подпредседателите, е моментот дека сме на праг да формираме ново парламентарно мнозинство, меѓутоа не врз база на одредени уцени, туку на една понуда на политичка платформа, особено до оние помали политички партии кои што го чинат мнозинството, практично нудиме една можност да и тие самите излезат од овој ќорсока во кој што ги води СДСМ. Според најавите и од власта и од опозицијата, тоа ќе ни требаат околу 130-140 пратеници, зашто и они најавуваат нели формирање на мнозинство. Знаете, легитимно е тоа секој да најавува, меѓутоа времето секогаш покажува. Така. Сега да прашам, но СДСМ еве ве обвинува дека вие ја кочите работата на собранието со тоа што председателите на комисиите не ги загажуваат седниците и така натаму. Тоа не е точно. Дека се блокирани законите со јадници амандмани. Тој закон што заслужува да биде блокиран е секако блокиран. Меѓутоа, ако имаме една ситуација во државата кога СДСМ ја кочи државата, мислам, илузорно е се тврди дека него кочи собранието. Така да тоа се илузорни тврдења, одредени алиби за нивен неуспех политички. Да, ќе преминам на друга тема. Третден попис, докаде е собирањето на подписи против законот за попис? ВМРО-ДПМН собра 100.000 подписи и тоа е една сериозна бројка. Тоа ќе биде на поддршка на пратениците на ВМРО-ДПМН во собранието во однос на понудата на кочење на практично поништување на штетниот закон за попис донесен од страна на Зоран Заев, СДСМ и ДУ и целата коалиција. Она што е многу важно да се истакне дека за неколку денови, практично за неколку часови, бидејќи не се собираат по цел ден подписите, по 2 часа во ден, се собраа 100.000 подписи, што зборува една друга, пресликува една друга ситуација, вака политиколошки тоа би го пренел, едно жестоко контра владино расположение, кое што ќе се отслика вака најдиректно на локалните избори, а може и на предвремени парламентарни. Сепак имаме една иницијатива која повикува на бойкот на изборите. ВМРО-ДПМН кој е ставот? Треба да се бойкотираат изборите, треба да има попис? Мислите на пописот? Да, на попис. Да се бойкотира. ВМРО-ДПМН ќе креира свој став за многу скоро по однос на ова прашање. Знаете како, кога има една несериозност од страна на владата, кога тие практично не внесуваат во еден фингиран попис кој што е однапред договорен, во случајов СДСМ е заложник на ДУИ, тоа е мој личен став и сметам дека е така, дека тоа е некој си предкоалиционен договор во однос на бројките на овој попис, што е ужасно по однос на државата. Не можеме ние како сериозна и државотворна партија туку така да излеземе со свој став, ќе мора многу прецизно да се размисли, да се разгледа, затоа што многу луѓе чекаат на нашиот став и за многу скоро председателот Мицковски ќе биде конкретен по однос на ова прашање. Пред малку рековте дека ќе отслика и состојбата за предвремени парламентарни или пат на владата. Докаде онаа интерпелација што ја најавувате за владата? За доверба на владата? Не би знаел да ви кажам точен момент кога ќе се настапи со интерпелација и меѓутоа сигурно дека ќе биде благовремено известени и јас се надам дека ќе се случи час поскоро, не за доброто на ВМРО-ДПМН или за одредени партиски цели и така натаму, туку за доброто на Република Македонија. Ќе се врата малце повторно на предвремените парламентарни избори, но сепак власта смета дека нема потреба од нив, од предвремени парламентарни избори, бидејќи сме ги имале само пред 7 месеци, дека е тоа трошок на државата и така. Знаете како? Мислите дека се потребни предвремени парламентарни избори во овој период? Повторно ќе ви кажам, не се потребни за ВМРО-ДПМН или за СДСМ, потребни се за државата. Државата тоне во корупција, тоне во криминал, секој ден се повеќе и повеќе. Избори се потребни за државата, за да се исправи оваа состојба која што имаме во моментот.
Во модерните политички системи најчесто владата веднаш оди на избори доколку има моќ. Зоран Заев тврди дека е многу моќен, дека е реформатор и така натаму. Тој верувате дека доколку би стоеле добро бројките, дека самиот ќе побара предвремени парламентарни избори. Тој знае дека тоа не е така. Знае дека овој е последен танц кој што го игра СДСМ со власта и затоа ќе ги одоговлекува моментот за предвремени парламентарни избори што повеќе. Меѓутоа, знаете како имате долем притисок на јавноста, тој ќе се зголеми особено пролетва, мислам заедно со локалните да има и предвремени парламентарни избори. Ќе напоменам повторно, тоа ме е клучна поента во оваа дискусија за добро на државата, не за одредена политичка партија. Костовски, сепак во парламентот да ве прашам, што работите? Кои се плановите на пратеничката група на ВМРО-ДПМН? Во суштина, една опозициона политичка партија треба да биде коректив на власт. Секаде каде што гледаме проблем, ние треба да пробаме да го исправиме со наши сугестии. Меѓутоа, она што со жалење сакам да го констатирам во оваа ситуација е дека ќе го земем законот за попис. Таму имавме околу 27, мислам дека точно 27 амандмани, ниту еден не беше прифатен, ниту еден немаше основна, како да ви кажам, основен момент за да се разговара да биде прифатен. Што беа амблок одбиени и така натаму. Во таа смисла оваа власт не е конструктивна и има еден проблем. Во политичкиот систем настанува дисбаланс кога не ја консултирате опозицијата за ништо. Ние сме коректив, ние сме опозицијата треба да действува и действува во моментот како практично вака народски кажан им дишеме во врат за се она што се случува. Каде што можеме, практично ние го немаме во овој момент мнозинството и немаме можност за одлучување, меѓутоа се она што лошо се случува во собранието, штетно по однос на државата, гледаме да го извадиме на виделина за да се запознае македонската јавност. Во овој период се фокусираме на тоа. Сега ми текна оние две интерпелации. Дали разговаравте со спикерот Џафери? На која седница ќе бидат ставени? Интерпелацијата за министерот за правда Бојан Маричич и за вице-премиерот за борба? Немам информации такви, тоа веројатно има координатор на пратеничката група, немам такви информации во моментот. Да. Костовски, ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам за поканата. Да. Студија, ова беше разговорот со пратеникот од редовите на ВМРО-ДПМН Дарко Костовски.